Компанијата Amphenol Technology Македонија одбележува 8 години успешна работа и една од 7 најголеми извозници во државата, во која работат повеќе од 1300 вработени. По повод роденденот на компанијата, денеска директорот Сашко Наков ги сподели успесите кои се постигнати за 8 години, како и развојните планови за воиднина. По повод 8 годишнината, директорот Наков најави и пуштање во употреба на нов погон, што значи и нови вработувања. Веќе сме на бројка на некои од прилика скоро 2300 вработени и горд сум да кажам дека стигнавме за минатата година да бидеме 7-ми најголем извозник во државата, што и не е така мала работа. Мислам дека се тоа параметри кои што заслужуваат респект. Тоа се сигурно повторно резултат на една напорна работа која што дава резултат пред се на сите вработени и на луѓето кои што стоат позади мене, кои што е мојот тим, најблиски соработници, кои што сепак направија можеби и во некои околности и фанатични активности за да може да се успее. Знаете дека новата зграда е при крај, односно ја вселуваме веќе, нова опрема имаме таму, тоа се нови 3500 квадратни метри, тоа се нови вработувања и пред се опрема, не било каква, до сега 5 милиона евра инвестирани само во таа хала во опрема која што е најсофистицирана, која што е последен, можам да кажам, крик на технологијата за производство на кабли, каде што имате Comax Omega, каде што имате clean room со електростатска заштита, каде што има линија за монтажа и за производство на кабли, која што е едноставно врв на тој дел и на тој сегмент од автомобилската индустрија. Нашите луѓе беа на обуки повеќе од 5 недели, и техничари, и оператори, и инженери, и мислам дека е тоа патот на кој што треба да истраеме. Покрај тоа инвестираме и во машини за алатница, софтвер, Крео, кој што е за нашите инженери, кој што исто така е еден од најмодерните и најсоодветните за оваа намена. Така да инвестициите кои што ги правиме се веќе во софистицирана опрема, во технологија која што е на врвот на технологијата која што се користи во автомобилската индустрија за производство на кабли, ќе повторам. Очекувањата за наредниот период се дека ќе продолжиме со тој тренд, да довршиме инсталацијата на целата опрема со сериско производство, нормално да се доекипираме во индиректните функции, пред се во проект менеджмент, во инженерскиот кадар, во quality planning кој што го започнавме претходно, и мислам дека со тоа ќе биде заокружен еден процес во Amphenol Technology Македонија, не само како на самите почетоци што беше само монтажа со поедноставни операции, сега веќе и софистицирана опрема и едноставно ноу-хау, односно знаење и вештини на вработените и на техничкиот персонал на највисоко ниво. Во рамки на одбележувањето на 8-годишниот јубилеј, компанијата утре организира прослава за вработените, на која ќе бидат доделени награди и признание на најуспешните работници. Прослава која ќе биде можност да се сподели што Amphenol има постигнато во 8-годишниот период од своето работење. По повод 8 годишнината Наков најави дека Amphenol како општествено одговорна компанија оваа година ќе одвои средства кои ќе бидат наменети за изградба на детско игралиште во дворот на детската градинка во Текешински Лозија. За цел на одбележување поефикасно на 8 годишниот јубилеј, одлучивме да донираме средства, односно изградба на детско игралиште во градинката кај Текешински Лозија на улица Скопска, која досега немаше, и така да мислам дека тоа е еден потек кој што ќе има еден благодет и еден бенефит за најмладите, а со тој на сите родители и на нивните роднини и пријатели. Така да мислам дека со една таква донација овој пат успеавме да опфатиме поширок опсег на луѓе и на жители на нашата општина, бидејќи досега инвестиравме, односно дониравме во медицинскиот центар, во болницата, во основните училишта со таблети, и сега мислам дека беше ред да
да посветиме внимание на најмладите, посебно сега во ситуација кога имаме ковид пандемија и кога сите други ограничувања се присутни, така да мислам дека на отворено ќе можат слободно да ги користат сите тие реквизити и игралишта кои што го ставаме во употреба. Тоа треба да биде веројатно во најкраток рок привршено и мислам дека ќе може да се користи како што треба. Amfenol Technology Македонија како општествена одговорна компанија ќе продолжи со трендот за инвестирање и обезбедување на нови работни места и економски развој на општината.